На првиот училишен ден најмногу се радуваат првачињата, но тие годинава наидоа на поинаков образовен процес. Поради пандемијата со коронавирусот, престојот во училиштето ќе се одвива по строго утврдени протоколи, но и со задолжително носење заштита на лицето. 60 првооделенци во подрачното основно училиште Братство Миѓени од Тетово денес присуствуваа на свечениот прием, кој беше организиран во школскиот двор. Нашето училиште е подготвено за првиот училишен ден, како за првачињата и останатите кои што се за физичко присуство, значи прво, второ и трето оделение, сме подготвени да ги примиме децата. Исто така обезбедени се услови, значи, за организирање на онлайн настава. Денеска тука сме сите, сакам да им посакам среќен почеток на првачињата, да им посакам успех во образованието, а исто така и на родителите, и би ги замолил за трпение. Знаеме дека ова учебна година не е како останатите, малку е за жал понеобична, но се надевам дека сите заедно, и наставници, и ние како служба, и родителите, сите заедно ќе се сплотиме да организираме за децата да им се олесни начинот на образование. За жал има и такви примери каде што некои родители не може да обезбедат услови за домашно следење на онлайн наставата, но колку што бевме во можност како училиште, на учениците дониравме лаптопи што беа во училиште, што ги користеа учениците во практична настава во училиште. Тие компјутери ние ги дадовме на неколку деца, колку што можевме, останатото ќе се снаоѓаме. Родителите среќни што нивните деца за прв пат седнуваат во училишните клупи. Со оглед на тоа дека владее пандемија, тие се надеваат дека се ќе биде во ред. Да ја кажеме предизвикувачки со оглед на пандемијата. На нас ни е првачето прво дете и сме очекувале малку поинаку, но сега мора да ги прифаќаме сите работи што ни ги пружа животот. И како му објаснивте на вашето дете дека малку поинаква учебна година го очекува од она што го гледал досега? Видете, таа не било до сега во училиште и малку се поеластични децата, повеќе ги прифаќаат работите и таа мисли дека вака треба, дека вака е нормално. Па нормално, возбудени, среќни, се надеваме на успешна година, со физичко присуство и дека ќе се надмине оваа ситуација што е. Како му објаснивте на детето дека треба нели да носи маска на училиште? Па мислам че пошто подолг период се носат маските, не беше нешто проблем, така да го прифатија се колку ќе може да издржат на сите часови со маската. Останува да видиме, меѓутоа се надевам дека ќе се реализира тоа што е препораките кои се дадени. Во општина Тетово околу 1100 првачиња денес присуствуваа на првиот час, заедно со учениците од второ и трето оделение, во училишните објекти. Останатите следат настава пред компјутерите или на телевизија.